и традиционалното македонско гравче ни го седовте и пинчурот што го јадивме не можеме да го купиме. Затоа сме сега овде. Разочарани, изнамоштени, болни, гладни. Огромна бројка на пензионери својот револт за малите пензии го историја пред владата. Со апарати за притисок, чадори за сонце и желба за подобро утре, пензионерите од речиси цела Македонија своите барања ги представија пред македонската јавност. Билот сакаат линеарно покачување на пензиите од 3500 денари, а не процентуално, или минималната пензија да биде 18.000 денари. Нова методологија и достоинствен живот. По случај дека ова е прв пат во независноста на Македонија да излезат на улица, бидејќи мора да бираат дали да купат лек или леп. Ние сме многу хумани, ние не сме себични како нив. Нивната себичност е што не сакаат да го слушнат нашето барање. Но додека не го исполниме нашето барање, од линеарното покачување на 3500 денари, и промена на методологијата на пресметка на пензија, ние нема да отстапиме. Да земат функционерите од градоначалник до председателот на државата да има значи 78%. Тоа е сломено за нас. Револтирани се од покачувањето на платите на функционерите. Велат дека не може државата за некого да е мајка, а за некого маќеа. Бараат оставки од владата, за која како што позачуваат треба да биде чувар на граѓаните, а не джелат на сиромасите. Но ние нема да попуштиме. Ќе одиме до крај. Нашите барања има да ги исполниме. Нема некој што е задоволен. Сите се незадоволни. Сите се незадоволни. Значи, за толку пари не се излегува на крај. Пензионерите од говорницата поставена пред владата уште еднаш упатија и апел за нов претседател на Сојузот на Сдружение на пензионерите, затоа што според нив сегашната претседателка Станка Трајкова не ги застапува нивните интереси. Инаку, министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска завчера најави дека до крајот на месецот очекува конкретни предлози во однос на пензиите со фокус на пензионерите со ниски месечни примања. А зашто изминатиот период заседаваше работната група формирана по првиот протест на пензионери во Скопје.